Мите казни да спречат инвазијата на сексуални дегенерици. Свет, ураганот доволна за педофилите и колку таа влијае врз намалувањето на оваа дегенеративна појава. По вистинскиот наплив на педофилија и мноштвото злоупотреби на деца реагираше и детската амбасада Меѓаши. Експертите по кривично право потврдуваат, постои основ и можност за доживотен затвор за педофилите. Доживотен затвор за педофилот Јове Костадиновски од Штип. Ова е барањето на Меѓаши, првата детска амбасада во светот. Иако вчера основниот суд во Штип му ја досуди досега највисоката казна за педофилија од 15 години затвор, од Меѓаши бараат поголема строгост кон педофилите. Сметаме дека јавниот обвинител треба да вложи жалба на оваа судска одлука од Основниот суд во Штип, иако е таа највисока, не соодветствува спрема стореното дело. Имено ова е трето дело кое Јове Костадиновски го има сторено. 23 дена во заложништво, сексуално свирепо малтретирање на малолетно дете 13 години е блага оваа казна. Експертите сметаат дека оваа пресуда е добар пример кој треба да ги охрабри судиите построго да казнуваат за вакви дела. Професорот по кривично право Никола Тупачевски вели дека со последните измени законот предвидува и доживотен затвор кој судиите можат да го досудат, особено во случај на повторници. Мислам дека досегашната казнена политика не соодветствуваше, не одговараше на состојбите во Република Македонија. Законодавецот го кажа своето, сега се наред судиите. Така што, значи, станува збор за поддржување на тезата, идејата и на невладината организација Меѓаши, кои што на некој начин го третира овој проблем, да се изрекуваат повисоки казни во кои што влегува дури и до животниот затвор. Јове Костадиновски вчера беше осуден за силување на две 13-годишни момчиња, штитеници на домот за деца без родители 11 октомври, но пред тоа веќе му беше судено за силување на 5-годишно девојче и старица. Од Меѓаши велат дека ваквите случаи се непоправливи и како пример за казнување ги наведуваат Норвешка, Данска и Соединетите Американски држави, каде поставувањето на специјални локатори, хемиската кастрација и доживотните затворски казни за педофилите се долгогодишна судска пракса.